Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Еве не во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав за следните 70 на минути. Над 240 дојави за лажни бомби низ цела Македонија. Директорот на Бирото за јавна безбедност Јанев оценува дека состојбата е стабилна. Милионски проекти со пари од УСАИД во Македонија остануваат незавршени. До 2028 година овие организации требало да потрошат скоро 18 милиони евра. Не им купувајте джипови на децата. Експертите велат дека со тоа родителите им даваат во раце репетиран пиштол. Васил го украл автомобилот од дома. Татко му тврди дека не му дозволил да го вози. Максим Абдулхаликов е американец што живее во Тетово. Ја обожава македонската храна и помага во подобрување на животната средина. А на самиот почеток една тажна вест. Почина Игор Јук, осуден за случувањата во собранието на 27 април, кој издржуваше 12 годишна затворска казна. Тој беше на прекин на издржувањето на казната поради влошена здравствена состојба. Јук почина на 54 годишна возраст, од кој 8 ги помина зад решетки. Информацијата ја потврди директорот на Управата за извршување санкции Александар Пандов. Јук починал дома на роден ден на својата ќерка, каде му се слошило и набргу потоа починал, објавува порталот Курир од сопствени извори. Кривичен суд утрово демантираше дека Игор Јук барал повторување на постапката. Оттаму информираат дека до кривичниот суд не е доставено барање за повторување на постапката. Поради повеќе медиумски објави, како и новинарски прашања кои беа доставени во судот, ја информираме јавноста дека во врска со лицето Игор Јук, кој е правосилно осуден во предметот за настаните кои се случија во собранието на Република Македонија, од правосилноста на пресудата па се до овој момент, до кривичен совет на Основниот кривичен суд Скопје, не е доставено било какво барање од осудениот или неговиот бранител за повторување на постапката, наведуваат од судот. Кој да ми тука имаме, меѓистот катил душман сме омегиле. Корени од векој да ми тука имаме, меѓистот катил душман сме омегиле. Како беде ми се турне, има живи, ќе подигаме. Уште од пред Христоса ова наше. Еј, кој ќе посегне, мракот ќе го изеде.
тука имаме, како чинари столетни сме нараснале, корени од векои давни тука имаме, како чинари столетни сме нараснале. Манастир до манастир, како беде ми, се турне има живи, ке подигаме. Уште отпред Христоса, ова наше. Еј, кој ке посегне, мракот ке го изеде. Како беде ми, се турне има живи, ке подигаме. Уште отпред Христоса, ова наше. Еј, кој ке посегне, мракот ке го изеде. Еј, кој ке посегне, мракот ке го изеде. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
pesna jedna naša stara, zajedna ljubav gradi vešto para, verna ljubav začuka na vrati, sreća radost večno da ve prati. Eve pesna, sine moj, pesna za tebe, da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Jedna ljubav, srce što ja nosiš, ta isto so tebe se moli, za večno da ste kako jedno telo, kade da ste samo napred smelo, gde njeno ke sonce da ne gre, ta sreća on vas da se sle. Eve pesna, sine moj, pesna za tebe, da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Полицијата евидентирала над 240 дојави за поставени бомби во училиштата и за сите е утврдено дека се лажни, изјави директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев од Тетово.
По 6 часа од првата дојава и работа на терен, тој оцени дека безбедноста низ целата држава е стабилна и солидна. Нема потреба за паника, граѓаните и родителите и сите наставници од училиштата треба да бидат спокојни. Се работи за лажни дојави. Сите проверки укажаа дека се работи за лажни дојави за бомби, се работи за повеќе од 240 дојави. Сите припадници на македонската полиција реагираа совесно, брзо и сталожено, без да се крева паника. Постапија во училиштата, разговараа со директорите на училиштата, извршија проверки таму каде што требаше да се извршат. Имаме соодветен протокол и алгоритам по кој што ние постапуваме. Таму каде што параметрите беа позитивни, односно во зелена зона, наставата продолжи. Таму каде што имаше одредени параметри во други зони, се извршија дополнителни проверки и секаде се работи за лажни дојави, истакна Јанев. Се истражува која е целта и заднината на овие лажни дојави. Веќе сме во соработка со нашите партнери од Интерпол и Европол. Имаме одредени траги. Еве, ако може така да се изразам, имаме комуницирано и со колегите од Хрватска и со колегите од Унгарија, кои што пред неколку дена се соочија со истото. Министерството за внатрешни работи ќе ги превземе сите превентивни и репресивни мерки доколку има потреба и ќе открива зошто се прават вакви лажни дојави, вели директорот на новинарски прашања. Веќе има дополнителни состаноци помеѓу повеќе министерства, ќе соработуваме во иднина како што треба. Задоволен сум дека немаше паника. Секогаш има некој на кому не му одговара да бидеме безбедни и стабилни, односно преку едни вакви хибридни или симулација на одредени напади или дојави, за да можат да направат или да го дефокусираат безбедносниот систем на државата. Македонската полиција, сите агенции за спроведување на законот во изминатите месеци покажаа јасна и неселективна и одлучна борба против сите видови на криминал, вели Александар Јанев. На градскиот плоштад во Тетово, во организација на Бирото за јавна безбедност, се одржа караванот До вас, за вас, со цел едукативни, интерактивни активности на граѓаните на тема превенција од криминалот во државата, како и грижа на заедницата. Сонцето наше надалеку гре, еј од вечни сестри македонци. Дурот искона, народ измачен, секаде по светот раселен. Црна темнина ни го покрила, само јасно сонце ке ја растера. Црна темнина ни го покрила, само јасно сонце ке ја растера. Сонцето наше надалеку гре, еј од вечни векови. Сонцето откуд леш, со нас ке живе, браќа, сестри, македонци. Боже, слушни ја нашта молитва, чувај ни ја
se znае до каде Македонија. Сонце кутлешко, гордост голема, да се знае до каде Македонија. Сонцето наше надалеку гре, е од вечни векови. Сонцето откудлеш со нас ке живее, браќа, сестри, македонци. Сонцето откудлеш вечно ке живее, браќа, сестри, македонци. Неодамна се појави списокот на проекти во Македонија финансирани од USAID, повеќето завршени, но барем десетина се проектирани да се спроведуваат уште извесен период, најдоцна до 2028 година, објавува порталот mkd.mk. Еден од пообемните проекти кој е започнат во април минатата 2024 година, а требало да се спроведува до април 2028, е Граѓани против корупцијата, со вредност на донацијата, странска помош, од 4 милиони и 800 илјади американски долари. Како што пишува порталот mkd.mk, по знак прашалник е доведен и проектот Младите активно создаваат можности со вредност на донацијата од околу 7 милиони американски долари, кој започнал на 1 февруари 2023 година, а требало да заврши на 31 јануари 2028 година. Како спроведувач на проектот е наведен субјектот унапредување на економиите за посилни заедници од Соединетите Американски држави, подружница Скопје. Според сегашната ситуација, незавршено останува и проектот за јакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во вредност на странска помош од 7 милиони американски долари, кој започнал на 25 јануари 2021, а предвиден е за завршување на 24 јануари 2026 година. Во изминатите десетина години од 2016-та, USAID во Македонија поддржа 44 проекти со различно време траење, но и со различни суми, често и од неколку милиони долари или евра. Ричард Гренел, пратеникот на американскиот председател за специјални мисии за донациите на USAID, оцени дека милиарди долари се дадени на левичарски невладини организации за спроведување на политиките во други земји. Гренел за мрежата X ја пренесе објавата на локален медиум за тоа колку пари наводно потрошила Американската агенција за меѓународен развој USAID во земјите на Западен Балкан, нарекувајќи го тоа непромислено трошење. Тој пренесува дека 2 милиарди долари биле дистрибуирани од USAID во земјите од Западен Балкан од 2020 до 2024 година, што се совпаѓа со поголемиот дел од мандатот на поранешниот американски председател Џо Бајден. Наводно, во периодот од 4 години, повеќе од 500 милиони долари биле дадени на Косово, околу 400 милиони во Босна и Херцеговина, речиси 300 милиони долари во Македонија, повеќе од 200 милиони на Србија, повеќе од 180 милиони на Албанија и повеќе од 70 милиони долари за Црна Гора. На листата донации на USAID во Македонија од 2016 година може да се пронајдат повеќе проекти финансирани од USAID со милионски суми во долари или во евра. Како прво наведен на листата е проектот продукција за телевизиски програми 360 степени View, во вредност на донација од околу 1,5 милиони американски долари во периодот од 9 септември 2016 до 8 септември 2019 година, за која како спроведувач, имплементатор на проектот е наведено Друштво за аудио и видеопродукција 360 степени
Друштво со ограничена одговорност Скопје, а одговорно лице за реализација на проектот е Васил Поп Петревски како директор на друштвото. Уште еден медиумски проект во тој период е топ тема на ваша страна, во вредност на донацијата од 813.500 американски долари. Како спроведувач на проектот се наведени телевизија Телма и Македонскиот центар за меѓународна соработка. Американскиот председател Доналд Трамп потпиша извршна наредба за суспендирање на американската помош за развој во странство на 90 дена. Тој рече дека никаква понатамошна американска помош во странство нема да биде исплатена на начин што не е целосно во согласност со неговата надворешна политика. Според неофицијални информации, администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп има намера да го спои USAID со State Departmentот со цел да ја намали администрацијата и да ги усогласи трошоците со приоритетите на Трамп. Marketing
Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Една желба имам, роден крај да одам, родна куќа да видам. Низ двор да се шетам, таму да се сетам, кај се родив и пораснам.
Семејството е основата на превенција за безбедност во сообраќајот, порача професорката на правниот факултет Гордана Лажетич, која зборуваше на јавна расправа во собранието организирана по сообраќајната несреќа на булеварот Партизански одреди во Скопје, во која животот го загуби 22 годишната Фросина Кулакова. Дека сообраќајната култура се учи од мали нозе во семејството и во градинките, смета и директорката на психијатриската болница Славица Арсова. Она што сум убедена како експерт и родител, она што семејството ќе го пропушти во првите години од животот, не може ниеден систем да го надомести. Градиме систем на превенција, градиме систем и на санкционирање, но ако дома не ги носиме основните вредности, сето тоа не може да биде успешно до крај, истакна професорката Лажетич. Според неа, од анализата што ја правеле, семејството е фактор за превенција, но и фактор на ризик, и затоа образованието треба да го надополни тоа што семејството ќе го пропушти. Мора граѓаните да бидат свесни, немојте да им купувате на децата џипови кога ќе наполнат 18 години. Не е тоа никаков престиж. Им давате опасно орудие во рака, им давате репетиран пиштол. Последиците се такви какви што се, вели професорката Лажетич. Републичкиот совет за безбедност, како што посочи нејзиниот председател Горан Ангелковски, водејќи се од статистичките податоци за бројот на случајни сообраќајни незгоди, причините и последиците од нив, смета дека е потребно зајакнување на казнената регулатива, воведување на негативни бодови за потешки прекршоци, кои ќе се изракуваат кумулативно, а не како замена за изречена глоба, зголемување на ефикасноста на казнените постапки, имплементирање на системот Безбеден град, намалување на влијанието на човечкиот фактор при одлучување за прекршоците, како и забрзување на казнената постапка. Одредени потешки случаи од областа на сообраќајот треба да се предвидат како кривични дела, пред се брзото возење над 70 км во населени места или над 100 км надвор од населените места, управување под дејство на алкохол над 2 промили или под дејство на дроги, безположен сообраќајен испит и други потешки случаи, како и заострување на казнената политика за непочитување на ограничувањето на брзината на места каде што имаме определени зони на смирен сообраќај, вели Ангелковски. За вакви дела тие предлагаат времено или трајно одземање на возилото како предмет на вршење на кривичното дело. Сепак, вели Ангелковски, за да се случуваат сообраќајни несреќи, свое влијание имаат и несоодветната патна структура и сигнализацијата. Brzo sporo na
Što te slušam se lesno, neka pukne magana, ej od pesnama. Grmi pesno, grmi sestro, što te slušam se lesno, ajde pesno pomogni, da sve posrekni. Neka pukne magana, ej od pesnama. Krvi pesno, krvi sestro, što te slušam se lesno, ajde pesno pomogni, da sve posrekni. Родителите на Васил Јованов, кој ја усмрти Фросина Кулакова на улица Партизанска во Скопје, се појавија на пресконференција. Тие негираат дека му дозволиле на својот син да управува со автомобилот. Мајката Ана Јованова со треперлив глас изрази сочувство на семејството на загинатата Фросина, особено на незината мајка. Сакам да изразам најдлабоко неискрено мајчинско сочувство, особено до мајката на Фросина. Само мајка може да разбере како и е на другата мајка. Загубата е ненадомеслива и непрежалива. Како што кажа сопругот, таа вечер се зацрнија два дома. Бремето од оваа ситуација ќе остане да тежи до крајот на нашите животи, на целото наше семејство. Мислам дека само тој што има дете би требало за миг да може да се стави во наша кожа и предпоставувам колку е страшно, колку е болно и каков товар е ова. Секој ден се молиме на Бога за семејството на Фросина да има сила да ја издржи оваа загуба и смирение да ја прифати. Како мајка стојам на располагање на другата мајка ако со било што можам на било каков начин да се најдам во овој претежок период. Немам доволно зборови да ја искажам болката и жалењето за се што се случува. Васил поигра на случајот е наше единствено дете. Имавме и друго кое почина на своји 23 часа живот, рече Ана Јованова, мајка на осумничениот Васил. Таткото на Васил Јованов, Зоран Јованов, кој е официр во армијата на Република Македонија, рече дека синот го украл возилото што било на негово име. Автомобилот е купен 2016 година поради потреба затоа што сопругата работеше подалеку и требаше за да патува на работа. Правно беше на моје име, де факто сопругата го користеше. Васил до 18 години не дозволив ни со мене, ни со чичко му да вежба да вози, верувајќи дека најдобро се учи со часови од почеток. А и не бараше. Кога завршил со часовите со инструкторката, кога помина низ тој процес, предпоставувам дека помислил дека знае да вози и го има украдено автомобилот, рече Зоран Јованов. Адвокатот Саша Дуковски забележа дека многу невистини се споделуваат во јавноста кои доведуваат до повици на линч и крв, наместо да се решава случајот во институциите со владење на законот. Сега, како што додава Дуковски, се прави обид за воспоставување на принципот око за око. Адвокатот исто така кажа и дека пред да го стори делото, осомничениот Васил бил на отворење на кафуле на пријател, каде конзумирал алкохол, но не и дрога.
кажи ти се. Докторе, докторе, ти ми требаш, докторе. Дай ми нещо да се смирам, љубовта ме разболе. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Денеска сум епте на многу кефлија, собара
srca dve, така и до века нека остане. Sokak neka eći večerva, svirete, a сега svadba golema. Ajde, tatko, nalej vino rakija, majko, fati oroze do nebesna. Kaži da, moja najmila, vidi mi za navek, moja ljubena. Za tebe, za mene, bija srca dve, taka i do veka, neka ostane, neka ostane. Максим Абдулхаликов е 23-годишник од Соединетите Американски држави кој живее во Тетово и како волонтер помага во Националниот парк Шарпланина и општина Тетово. Тој е дојден како член на Мировниот корпус на Американската владина агенција која испраќа волонтери да живеат и работаат во земјите во развој во период од 27 месеци. Интересот за словенската група на јазици е причина да ја избере Македонија. Јас сум Максим Абдулхаликов од Америка и сега живеам во Македонија. Јас имам 23 години. Јас пристигнувам пред една година и ќе живеам овде за уште една година. И јас работам овде во Национален парк Шарпланина и исто во општина и многу сакам да живеам овде. Јас мислам што луѓе овде се гостопримливи и многу сакам храна во Македонија и све. Се приклучив во Мировниот корпус за да учам и да работам во друга земја за да научам за различни култури. Всушност, мајка ми работеше во Мировниот корпус пред 30 години и така кога била во мисија во Казахстан, го запознала татко ми таму и така сега ме имаат мене. Јас секогаш растев учејќи за Мировниот корпус, затоа што мајка ми имаше многу добро искуство пред 30 години. Зборувам малку руски поради татко ми и сакав да одам на местото каде што се зборува руски. Но потоа ја видов Македонија и видов дека овде се зборува словенски јазик и дека има некои сличности меѓу македонскиот и рускиот и мислев дека е добра можност да научам нов јазик покрај рускиот, се потсетува Максим. Кога дошол во Македонија, 3 месеци живеал во семејство во Гостивар, па така делумно го научил македонскиот јазик. Иако бевме само јас и баба Деса, беше супер, неверојатно искуство да можам да живеам со неа. Таа е многу гостопримлива и таа е неверојатен готвач. Знаеше да готви неверојатно. И покрај тоа што сега живеам во Тетово, се уште одам и ја посетувам. Бев за нејзината слава Свети Никола и заедно прославивме со нејзиното семејство кога дојдоа да ја посетат, раскажува младиот американец. Во Македонија е ангажиран во разни проекти кои се поврзани со младите. Во Националниот парк мојата главна цел е да се обидам да ги вклучам младите во заштита на животната средина, учејќи за биолошката разновидност во апсолутно прекрасниот шарм на Националниот парк. Например, изминатава есен организирав планинарски тури, напишав грант за да добијам пари, за да ангажирам водич и имавме многу локални студенти од Тетово, Гостивар, Полошкиот регион, со кои одевме на планина.
Некои од студентите не биле на планина, иако тоа е токму овде и тоа беше одлична можност за нив да се запознаат со природата што ја имаме тука, вели Максим. Јас живеам во Вашингтон, главниот град. Моето семејство сме возеле можеби 15 до 16 часа за да одиме да ја посетиме тетка ми која живее во друга држава. Овде секако земјата е помала и одејќи од една страна на друга страна на земјата потребно е малку време. Минатата година кога можев патував со автобус и за неколку часа бев на другиот крај на Македонија во Струмица. За мене, како некој што е заинтересиран за македонската култура и гледање на различните градови во земјата, е кул затоа што можам да патувам, вели Максим. Пред да дојде во Македонија, тој нашата држава ја запознал како земја на фудбалерот Горан Пандев, бидејќи многу го сака и го следи фудбалот. Мировниот корпус на волонтерите им обезбедува простор да работаат во области како што се образованието, здравството, земјоделството, економскиот развој на заедницата и животната средина. Меѓу целите на Мировниот корпус е промовирање со цел подобро разбирање на американците од страна на народите каде се дојдени како волонтери. Над 240.000 американци служеле во Мировниот корпус од неговото основање 1961 година, инаку во времето на председателот Џон Кенеди.
тоа би било се за денес. За крајот во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Чудесната флејта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставел на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеж почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеж отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето.
а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала. Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдотио Валкана. Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: Брате, ти донесов ориз, јади ми со здравје, јас самата го направив. Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но по старата, при тоа јадовито рекла: Ех, да не си намислил убавец да се сториш. А по младата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. По старата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да ја помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро по старата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. По старата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки. Татко и се насмевнал и рекол: Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила, ќе се омажи за него. По старата одбрала ориз со месо од елен. По младата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото, а ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени. Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетел со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.